Добро утро и од мене. Време да го започнеме најновото издание на магазин. Од другата страна, како мои соговорници, денеска се двајца млади, но навистина многу вредни луѓе. Се смеат за ова млади, може и самите да кажат колку години имаат. Луѓе кои што навистина многу направија за е-трговијата во Македонија, затоа сите ние многу повеќе да веруваме кога купуваме онлайн и да го немаме оној страх кој што сме го имале некогаш, но докаде сме и што сме со онлайн купувањето и како сето тоа функционира кај нас денеска во 21 век и покрај толку многу високо развиена технологија и така натаму, ќе ни кажат и самите како представници на Асоциацијата за е-трговија и оваа година ја организираат 8-та поред конференција интернационална, односно регионална за е-трговија, еден огромен настан, многу луѓе, многу важни луѓе од светот на бизнисот доаѓаат како изложувачи да ги споделат нивните искуства, како стигна до сето ова и колку е лесно да се стигне до овие одговорни лица на многу светски компании, ќе ни кажат и самите Нина Ангеловска и Виктор Стојковски. Добро утро и добро ми дојдовте. Добро утро и добре најдовме. Како сте, добре ли сте? Освен ова за млади годините, другото убаво. Јас зборувам млади, гледа секој за себе. За тоа ли се насмеавте? Не, Виктор се нашли дека ти каже двајца млади, велда реферираше дека ја веќе не сум толку млада. Ама јас сум секој млада, така да. Затоа рече секој за себе денеска нека се зборува. Одлично. Ај години не спомнувам, иако знам дека двајцата сте по бројките. Тоа го има во трговијата. 8 година поред започнавте ентузијастички, а веќе премина во една сериозна институција, би рекол, буквално, регионална конференција со многу луѓе кои што доаѓаат како учесници, ама пред се навистина многу важни ликови кои што ги гледаме на главната сцена да ги споделат искуствата. Како се стигнува до тие луѓе? Тоа многу ме интересира. Обично, нели, замислате секогаш дека кај нас се е недостапно, посебно во таквите големи компании? Па, добро, бидејќи во најавата кажа дека е 8-ма конференција поред, значи првата конференција ја организиравме во 2018 година, кога и тогаш имавме да кажам, импозантни имиња. Секоја година сме успевале да носиме, за да кажам, не е благодарение на искуството на конференцијата, на тоа што веќе 8 издание, па сега успеваме да донесеме имиња. Ние уште од првото издание сме носиле големи брендови имиња, но секако сега уште поголеми и уште полесно. Значи, ако во првата година кога организиравме конференцијата, имавме 300 учесници, организиравме во Мериот, и тогаш од гостите, од учесниците, од меѓународните организации добивавме пофални зборови дека е конференција каква што не виделе во Македонија, од аспект на стандардот, на деталите, на се што се грижевме и од аспект секако на програмата. Бидејќи на крајот на денот квалитетната содржина е клучна за учесниците. Со текот на времето секоја година се задававме нови, да речам, секогаш викаме дека конкуренција сме си ние од претходната година да биде подобро. Така и да донесеме подобри говорници, позвучни имиња, нели, кои што им се интересни на луѓето, меѓутоа секогаш не значи дека звучно име е и најатрактивното за публиката и од кое што најмногу ќе научат, затоа гледаме да има баланс на професионалци пред се и од дома и од регионот, за да видат и малце поблиску од некој што го има искуството и секако од интернационалните и топ глобални компании кои што носиме луѓе се повеќе да знаеме за трендовите и малце да видиме каде е светот стигнат. Така да има од сите да се научи како ние ги носиме говорниците, ако тоа беше прашањето, можеби ќе сака и Виктор нешто да дополни. Значи, мислам дека секој знае да препознае пред се пристап, начин на комуникација, професионалност, затоа што првата година кога сме ја правеле, ниту сме биле тогаш име, ниту сме биле организација како денес 8 години искуство, кое што ќе прати видео и кој зборувал и кои се спонзори, па да види говорникот и лесно нели да го заинтересира. Меѓутоа мислам дека пристапот е многу важен. Многу е важна секако и содржината целокупно што ја нудиме и начинот, значи ние правевме едно време брошури како да ги се интересираме говорниците, зашто дојдете во Скопје, не беше пичот, не беше пичот дека конференција како конференција зборуваат по многу конференции глобални на светот.
и не беше зошто баш Скопје местото каде што треба да дојдете, им дававме дури водич. И сите тие години, сите говорници кои што поминале, бидејќи имаме буквално цел да кажам процедури и правила како ги пречекуваме, што им организираме додека се тука. Мислам дека сите тие работи после се додаваат на референца за да полесно можеме да добиваме говорници. Па и препораки, па споделување на нивни искуства. Да, ќе ги поздравиме Ева, Марија и Бојана, бидејќи Марија и Бојана не се одговорни за мислам и јас сум одговорна за агендата, меѓутоа голем дел од говорниците они ги контактираат, ги бараат, предлагаат и така да сме еден супер тим компактен кој што функционира перфектно, сме ја ставиле на шини конференцијата, но секоја година Виктора тука како главен организатор, односно проектен менаџер на конференцијата, па секоја година се трудиме нешто да има додадена вредност, да има нешто поинтересно, така да можеби Виктор околу овој дел ќе сака да додаде и да дополни. Така, што е тоа поинтересна годинава, кои се оние работи кои што како додадена вредност. Тоа што ние го спомнаме, си правиме секоја година конкуренција сами на себе, си правиме и стрес сами на себе, не е само конкуренцијата. Секоја година растеме, почнавме од 300 луѓе, оваа година очекуваме над 800 и тоа што е многу битно дека до сега се 780 прилика некаде регистрирани, така да многу брзо ќе бидеме и целосно распродадени, односно и вака на 10 дена не сме биле до сега full sold out на оваа бројка, што е над 800. Така да на тоа сме многу горди од аспект на за да растеме како конференција секоја година по 100 нови. Ние викаме 800, 8 година 800, 9 година 900. 10 години 1000 година здравје кај направат универзална, ќе ја правиме таму. Тоа што мора да иновираме во конференцијата за да растеме и да привлекуваме нова публика. Дојдовме до петата година до еден лимит од 500 луѓе каде што бевме само во Македонија, после рековме во ред сега треба да ја прошириме регионално. Оваа година викаме стигнавме до некој лимит, лани 742 учесници имаме, окей, оваа година треба да додадеме малце по и други теми да ја прошириме публиката за да дојдат, па така како додадовме вештачката интелигенција како кор тема моментално да ја разработуваме, плюс маркетингот кој што исто е важен во трговијата и кој што мора да ги следиме тие работи за да напредуваме. Дополнителни работи кои што ги додаваме оваа година им овозможуваме на луѓето да имаат апликација мобилна каде што ќе може меѓусебно да комуницираат. Бидејќи на 300 луѓе е лесно да се најдеш и да се видиш со секого. На 800 луѓе не е баш лесно. Јас се смеам, пред една година имав 25.000 чекори во објектот каде што организиравме конференцијата, викам немогуче е 25 километри да сум поминал денес. Голем е просторот, многу луѓе има и со самото тоа мора луѓето да им дадеме начин како да се мечнат, односно како да се поврзат меѓусебно. Ќе ги имаат сите учесници, ќе видат кој кого му одговара, ќе може да си пишат преку апликацијата, да се поврзат. Креиравме митинг зона каде што ќе може дедицирани да се сретнат one on one, односно еден на еден и да поразговараат за можности што ги нуди. На некој начин цело време им даваме можности за да се поврзуваат и да растат и државата и бизнисите и регионот. А тоа мрежување всушност клучното, нели, на крајот од денот. Па јас мислам дека на конференции генерално одиме за да се инспирираме да слушнеме за трендовите и случувањата, тоа и оваа година програмата ќе го понуди. Тоа што исто така ново е да го дополнам Виктор дека за прв пат имаме паралелна сцена. Значи имаме мейн стејдж, главната сцена, нели со главните говори и презентации, но за прв пат имаме и hands-on сесии. Ние се интерно ги викаме малте работилници, меѓутоа ќе бидат во помал состав од околу 40-50 луѓе кои што ќе можат да се пријават и да изразат интерес на апликацијата. И фактички ако нешто не им е од интерес на главната сцена, имаат избор да следат некоја друга сесија која што ќе ги држат искусни експерти за одредени актуелни теми. Инаку мислам дека покрај содржината, бидејќи зборуваше Виктор за нетворкинг, одиме на конференции во голема мера, ако не и подеднаква важно колку содржината, за да се поврзаме за нетворкинг, за да оствариме нови контакти, да најдеме нови соработници, па можеби нови купувачи, можеби нови работодавци или нели инвеститори можеби, така да голем екосистем од големе и затоа обемот на луѓе кои што доаѓаат од повеќе сфери за да може да се поврзат. За да се поврзат мора да имаме сите и пошти, и инвеститори, и маркетинг агенции, и финансиски институции, пошто таков е целиот екосистем на трговијата. И секој од секого да си го најде човекот што ние викаме, тој човек што си го барал цела година и не си го нашол, ќе го најдеш на конференција. Па дури ако не ти одговорил на мејл. Да, тука нема кај да бега. Нема кај да бега, тоа е просторот, ќе направиш малце плюс чекори, ама ќе стигнеш до него. Нина, вака кога ќе се навратиме на назад,
можам слободно да кажам и да се дозволам дека ти си еден од клучните ликови кои што направи толку многу промени за трговијата кај нас. Кога ќе се навратиш од онаа твоја победа на економскиот факултет па до денес, ти се верува вака реално колку многу работи си променила во оваа земја? Па, искрено, фала ти на прашањето и на приликата да се навратам, бидејќи немам многу време периодов за рефлексија, а убаво е човек да може да застане, да се наврати, да си даде еден благодарност, gratitude и на рефлексија да направи. Кога се вратам од тоа, победата беше уствари на Машински факултет, ја дипломирав на економски, не бизнис, меѓутоа беше на Машински. Кога го добив тој чек од 5000 евра за да започнам свој бизнис, и така го почнавме групер, од кој што бевте дел и двајцата, и на моја голема задоволство имавме прилика и си останавме да сме во контакт, да се дружиме и да бидеме дел од една приказна која што буквално ја промени трговијата, односно ја донесе на овие простори со групер како сајт за групни попусти. Значи, атрактивните цени и попустите и тогаш и ден денес се главен мотиватор за да се направи првото онлайн купување, за да се продолжи да се купува. Еве сега гледаме дека нели се менуваат многу работите. Кога ќе се навратам, мислам од пред 15 години, ни кажавме на почеток младија, млада ако, на 21 година го почнав. Сега јас преспетувам низ глава. Да, и јас на 21 година го почнав. На крај Виктор ки има право, дефинитивно. На 21, значи го почнав групер, пред повеќе од 15 години денес трговијата и вака кога ќе се навратиме што све сме направиле, дефинитивно се чувствувам горда на промените кои што сме ги направиле. Како да аспект на групер, бидејќи мислам дека бизнисите се клучни кои ја менуваат било која индустрија и гранка, кои носат нови трендови, кои го едуцираат пазарот, кои ги решаваат предизвиците со институциите, туркаат за промени, нели? А од друга страна сум многу горда на работата на Асоциацијата за трговија, која што всушност се роди поради предизвиците со кои што се сочуваше групер. Фактички самата потреба си донесе да има и таква асоциација. Да, нели, беше моментот не може една фирма да ги турка работите, да се здружат сите фирми кои што се засегнати од проблемите, пошто така со некаков холистички пристап може да се прават промени и реално директно кон државата. Асоциацијата од 2017 до 2025 сега година, ако видиме колку пораснала трговијата, верувам дека голем импакт имаме и ние како асоциација. Да, тоа е интересно што возрастни луѓе веќе купуваат. Мислам, има таа слобода за нели да си дозволат да кликнат без разлика дали на крајот денот па и ќе биде тоа плаќање на врата евентуално, меѓутоа самиот момент да се нарача онлайн на различни генерации веројатно зборува многу за тоа до каде сме. Иако сме далеко од светот, значи тоа да не се лажеме. Нина беше во Кина сега по втор пат. Имаме ли нешто воопшто заедничко? Има заедничко, нема толку во полето на трговија. Мислам, генерално е дефинитивно, ако ќе кажат, друг свет, многу понапреден, од сега од аспект воопшто зборувам, не само за трговијата. Значи има многу што да се види, јас мислам дека генерално било кое шетање, искуство, гледање на нова култура, различностите не прават побогати и тоа дефинитивно успеав да го видам. 4 месеци вкупно оваа година поминав во Кина, прво 2 месеци, па се вратив, па уште 2 месеци и сега завчера дојдовме назад. Значи, генерално се е различно. Различен начинот на кој што функционираат, на кој што живеат, на кој што комуницираат. Мислам дека не се слични вредностите вака фамилиарни, традиционални, кои што ги имаме, кои што ние ги негуваме како фамилија и кај нас, кои што мислам дека повеќето фамилии ги негуваат, тоа е слично. Трговијата сега да одам на делот на бидејќи првиот пат имав прилика и бев работно и бев на Кантон Фер, кој што е најголемиот сајам кој се случува 2 пати во годината баш во Гванџоу каде што бев. Инаку Гванџоу да добиете слика, пошто сега ќе кажам за Малта за онлайн купувањето, 18 милиони, трети град по големина во Кина. Е исклучително напреден град со технологија, значи зелен. Тоа зелен е на цена на времето, што е многу спарно и жешко, меѓутоа многу чист, многу безбеден. Од друга страна, во таков град од 20 милиони, толку голем, кој ќе нараѓате онлайн, пратките стигнуваат за
30 минути, зависи што нарачувате. Како сето тоа е во позадина, организирано и координирано? Сега бариера е, јазикот е навистина голема бариера, бидејќи не само што не можете да се разберете буквално било кој збор во такси да кажете стоп, за чисто да добиете слика, стоп here или било што нема toilet, where's the toilet, ни тоа нема. Значи нема буквално никакво разбирање меѓу езиците, па дури и јас викам дури пантомимата со раце кога покажуваме не е иста. Дури бројките на пример. Предизвики да се разбереш во кино. Да, дури на пример, не знам, 2, 4, 6 кога пробуваме да покажеме со раце ни тие не се исти. Како би било 2 на кинески? Вака. На пример, окей е вака, не е вака, окей, ова не е вака. Но сакав да кажам зашто кажам за јазичната бариера, бидејќи првиот пат кога бев ми беше многу потешко да нарачувам онлайн, затоа што све е на кинески. А за плаќањето е друго ниво, значи нема буквално никаде плаќање со кеш. Дури на тезга на улица кај што продаваат, значи овоше или нешто, сегде се плаќа со Alipay, со мобилна или со WeChat, со тие две апликации, скенирате QR код и плаќањето се извршува во секунда буквално. Значи нема картици вадење, нема картици воопшто. Кога ќе стигнете, заборавате картицата, внесувате на Alipay, ја тој буквално го направи, ја заборев, после не можев да ја најдам, зашто нигде само со телефонот. Сега, ако немате батерија на телефон, а сте излезени, не може да фатите превоз, не може да земете точак, пошто све е со апликацијата со една супер апликација фактички. Не може да платите. Ти се купиш екстерна батерија од кино. Така да, ето тоа. И тоа кога забравите батеријата се однесува пошто купите. Значи тука не може да биде проблем. Инаку онлайн купувањето, сега го многу поискусна, да кажам, многу често нарачував, иако е на кинески, принт скрин земам, па го ставам на Google Translate, но веќе ги научив. Google се знае. Веќе ги научив кој е каде и нарачував буквално се, од дневни намирници од маркет до играчки за Стефан, до буквално се. И како стигаат пратките толку брзо, тоа е се благодарение на густите фулфилмент центри, но и AI, која што е во фокус на нашата конференција годинава, вештачката интелигенција која што е длабоко интегрирана во секоја индустрија, во секој процес со цел да го подобри функционирањето на бизнисите и живеењето на луѓето. Значи, пратките стигнуваат се со бесплатна достава, буквално не знам, нарачав една модла со Стефан Проде таму и нарачав за да правам традиционално колачиња стапалки. Нарачав модла која што беше 12 денари и ми стигна за пола сат со бесплатна достава. И нема она минимум нарачка како кај нас, па од Кина тука стига. Нема минимум ордер. Да. Јас се вратив малку размазана во делот на, значи нема минимум ордер, не барате што уште да додадете во кошничка за да направите чекаут. Буквално во клик се купува. Кога кажувам AI примената е на друго ниво што се однесува на маркетинг и персонализација. Значи мислам дека подобро знае апликацијата што ми треба и што барам. Отколку самата ти. Да, сега тука малце дојдов и баш вчера тргнав нешто да нарачувам онлайн и малце ми е чудно дојдов со треба да срчнам, па не ми го наоѓа производот во срча. Само што сум доволна да го помислам и веќе ми го дава. Значи чисто да е-трговијата е на едно целиот екосистем на е-трговија, значи со деливери со се е на едно друго ниво. Друго ниво не само за Македонија и за Европа. Значи дефинитивно најразвиениот екосистем за трговија кој што сум го видела. Аз сум патувала и сум видела доста. Сега ние како земја секако се споредуваме со европските земји, не се споредуваме со Кина, иако е убаво да се види за инспирација. Па да. Убаво е да целиме високо, нели? Од секој може да научиме нешто и да пробаме да примениме. Меѓутоа нашите споредби се секогаш со регионот и со Европа. Така и годинава, секоја година традиционално ние изработуваме годишна анализа во е-трговија. Ова ни е 7 издание поред годинава, кое што традиционално го презентираме ексклузивно премиерно на конференцијата и после тоа е достапно за сите. Тоа дава слика за каде е трговијата, растот, развојот во државата, но од пред 2 години почнавме да го прошируваме фокусот и да го вклучиме Западен Балкан и почнавме да објавуваме анализата на англиски јазик. А сега ова ни е второ издание на англиски и за Западен Балкан, меѓутоа по-компактна, да речем по-кратка верзија, бидејќи не сакаат сите да читаат веќе големи долги репорти. И генерално, значи, кога ќе споредиме со Европа, бидејќи од Кина рековме сме далеку и од Европа не сме баш блиску.
Значи имаме напредок како во бројот на онлайн купувачи, така во онлайн трансакциите, бидејќи спомена и ти нели може да се плати и кеш, и трговијата подразбира и плаќање со картичка, меѓутоа и cash on delivery. Кај нас е се уште доминантно или над 70% е cash on delivery. Имаме напредок генерално во сите параметри. Меѓутоа регионот, Македонија и регионот, ако се споредиме со европските земји, се уште најниско рангирани и покрај тоа што минатата година има двоцифрен раст во бројот на купувачи или во делот на купувачи како процент од интернет корисници, сепак и покрај тој двоцифрен пораст, ние сме се уште многу ниско рангирани или најниско споредено со европските земји. Ни треба дефинитивно заврзување. Од таму и темата на оваа конференција, ние секоја година имаме тема. Оваа година се вика Fest on the Future, или фигуративно сакаме да кажеме дека е време да ги заврзаме појасите и да забрзаме кон еднината, која што дефинитивно е со трговија. А може и да не ги стигнеме до кино. Па целиме натаму натаму. Ако кино тогаш не биде на друго место. Да целиме високо, да пробаме, нели доволно да целиме високо, значи ќе се движиме барем со поголема брзина. Апсолутно. Виктор, колку личните предизвици се многу важни во организацијата на една ваква конференција, бидејќи ти си директно вклучен во развој на трговијата. Кај нас колку говорниците се тоа што го договарате, многу е важно и лично да те инспирираат и да ти бидат предизвик, нели не само за толпата луѓе кои што ќе бидат таму. Така, генерално ние која договараме и програмата на конференција, секогаш тргнуваме од она иницијално и што е тоа што ние сакаме да го слушнеме, што е тоа што ќе не инспирира, што е тоа што ќе не мотивира и од оваа година и практично научи. Затоа го слушаме многу фидбекот на учесниците, побараа минатата година практични сесии дополнително, оваа година на hands-on сцена додаваме практични сесии. Рекоа дека не треба да има многу панели и панел дискусии. Годинава немаме воопшто панел дискусии, имаме само keynote говорници кои што се баш инспиративни и мотивирачки за публиката. Тоа што сакаме да го постигнеме со конференцијата е дека кога еден учесник ќе дојде на конференција, покрај што ќе запознае многу луѓе, после 8 сати конференција ќе сака кога ќе си отиде на дома ќе рече јас денес дојдов, потрошив 8 убави сати, се враќам инспириран и научив нови работи кои што едва ќе чекам да отидам дома и да ги пробам. Тоа ни е водилката и модусот која ја поставуваме основата за агендата, која викаме кои теми треба да ги опфатиме. Така да инспирацијата во сите говорници, во сите презентации дефинитивно ја наоѓа и тимот на конференцијата, односно сака да ја слуша. Ние пошто многу сме дента со еден тон активности со тие 25.000 чекори, често пошто ги снимаме сите ги прегледувате од после ги прегледуваме и ги слушаме, викаме и добра била ова говорничка, наистина добра. Да, од оние звучни имиња. Ако си гледаме од после пошто кажа Виктор дека да собираме фидбек, правиме анкета на сите учесници и после гледаме како ги оцениле сите говорници, како ги оцениле сесиите, кој перформирал добро, кој не толку, за да знаеме нели за ги известувате нив како биле оценете? Ги известуваме, да, и годинава тоа малце правиме апгрейд и дури во реал тајм ќе може да се оценуваат преку мобилната апликација сите говорници и во реал тајм да си го гледаат и фидбекот што ќе го добијат од публиката. Така да правиме притисок да сакаат повеќе да испорачаат. Ова бивам видено во една серија, која што обично е за теми кои што во иднината не очекуваат, ама еве некако мора компетитивност некаква за да може да секој сака да испорача. Од оние инспиративни говорници од да речем звучните компании, од тие имиња кои ќе бидат годинава, така како една кратка најава. Мислам дека еден клучен спикер ние интерна шега ние Global Head на Influencer Marketing во Dolce Gabbana доаѓа. Буквално мислам дека Dolce Gabbana е една од компаниите која што многу сериозно инвестира во маркетингот, односно во тој инфлуенсер маркетинг. Знаеме со какви светски ликови, брендови работи, како познати фудбалери, спортисти, модни икони и така натака. Така да Пиера, што е Global Head на Influencer Marketing, доаѓа во Скопје на конференција. Имаме говорници од TikTok, имаме говорник од Booking, тука може да се пофалиме дека Марина, сестра и Нина. За прв пат сестра ми ќе успешно приказна од Македонија, која што ќе биде говорник од Booking, која што ќе зборува малце како го користат AI во однос на да ги заштитат корисниците на Booking при
при патување, при букирање на одредени сместувања и така натака. Го имаме регионален client solution менеджер на TikTok, Патрик, кој што исто доаѓа тука и малце ќе сподели повеќе од аспект на бројки како функционира TikTok на Балканот тука и во Македонија, но и кои се добри примери како бизнисите да го користат TikTok за да може да напредуваат како една од платформите која што има навистина голем раст. Покрај сите овие глобални што ги збориме, имаме доста регионални кои што се успешни говорници низ регионов и низ светот, познати автори, лидери на компании од регионов кои што имаат многу искуство и зборуваат за податоци, за користењето на вештачката интелигенција, за автономни агенти од вештачката интелигенција кои што се многу актуелни и атрактивни во периодот. Така да програмата сеопфатно мислам дека е доста обемна и инспиративна годинава и она што е многу битно е делот со практичните сесии, односно каде што луѓето ќе може да научат баш работи кои што едва ќе чекаат да отидат дома за да ги пробаат и да ги интегрираат во бизнисите, како што функционира во шортс, оние кратки видеа кои што сите се повеќе и повеќе сме научени по 15 секунди што се да ги гледаме. Што да ни кажете во тие 15 секунди со одредено видео за јас да бидам заинтересиран за вашиот бренд? Како маркетинг да се зголеми конверзијата, односно трошокот за одредена конверзија да биде што е можно помал за да се намалат трошоците, да се зголемат приходот и продажбите и така натака. Што е практично од аспект на инвестирање, каде да се инвестира и како да се поставиме. Имаме Ask Me Anything сесија со Халкбанка каде што луѓето ќе може директно да дојдат да се информираат и да прашаат што значи интеграцијата за e-commerce, какви се провизиите, кои се потешкотиите при интеграција, оние работи кои што граѓаните и односно оние бизниси кои што не може да ги добијат од прва рака на шалтер или не знам кога ќе отидат во одредена банка или институција, овде така директно да може да го прашаат баш e-commerce core тимот што е тоа што мене ми треба да го знам и како да добијам поедноставена интеграција. Може да успеат да се испреговараат по добри услови. Да договорат на лице место. Ако ви се разбира. Било таа пракса до сега на конференција да се добие повластена провизија, подобра одредена банка со зошто да некој има опција кој не би сакал, нели? Нетворкингот е бизнис на крајот денот. Така се. Ќе биде ова еден навистина голем едукативен ден за Македонија, би рекол. Се надам дека ова ќе трае во многу поголеми изданија. Некаде при крајот не морам да те прашам, те промени ли мајчинството? Јас знам дека ти си секогаш енергична, ти си со милион своји лични предизвици кои што сама и притисоци како што кажа Виктор си ги создаваш. Не знам дали може некого да не го промени, менува мислам дефинитивно од корен, го менува да животот целосно имам сега тотално друга димензија, друг приоритет и дека ме промени многу, дека има фази буквално, пошто е сега година и неколку месеци има Стефан, да не бидам тие мајки што обично кажуваат да точно колку месеци. Па оваков сетинг ќе ме погледнете може на криво или го кажуваат во временост колку недели. Секоја оваа цела година си има своји фази, значи буквално. Дефинитивно да се биде мајка носи нова димензија на животот, го менува животот, носи нови предизвици со кои што претходно не сме се соочиле. Сега баш зборував, имав споделено на Инстаграм дека сама одам во Кина и се враќав со Стефан, кој што е тодлер и е доста захтевно и тешко да се качите на 15 сати лет со дете. И буквално мајчинството во една реченица отвара нови супермоки кои што претходно не сме знаеле дека постојат. Јас сум знаела за себе дека сум брзо организирана, мислам вие сте имале прилика да работите со мене, дека сум си ги знаела своите јаки страни, но и своите слаби страни. И откако станав мајка, се потрудив да ги задржам тие. Нормално ми беа во прилог и во мајчинството тие особини, како организираност, нели, за да успевам да стигнам. Меѓутоа, открив и нови особини, например, трпеливоста која што не ми е силна страна
едно друго ниво со Стефан. А и се надевам дека ќе успеам да ја зголемам трпеливоста, пошто многу пати маш ме вика дека ми ги тренира нервите, кој е захтевен и плачлив, и се надевам дека ќе успее да ги пренесам тие и воопшто и во работата и да, дефинитивно да, многу е променета и на сите треба да ни е драго што е променета. Одлично, многу не звучиш добро, треба да ни е драго што е променета. Па мораше малку да видиш после емисија. Така да каже помирност. Да дигне рачна, преживеше цело време беше фокусот на работа. Сега има и фокус Стефан. Дефинитивно, многу благодарам, многу брзо ни поведа времето, успешна конференција, се гледаме. Фала, се гледаме на 4 со тебе, те очекуваме. Договорено. За крај музика, уживајте и утре, односно утре е сабота, да. Утре ќе ми има во Тринската како гостина и да си најава, може и така. Убав ден, чао, чао.